А сега за почеток да ги отвориме нашите Библии во Втора Мојсеева или Излез, 34 глава. И ги читаме 6 и 7 стих. Значи Излез, 34 глава, 6 и 7 стих. Многу познат настан, познати стихови. Господ поминува пред Мојсија. Имаме еден опис на неговиот карактер во 2 стиха. Господ помина пред него, па се јави Јахве Господ, Бог дарежлив и милостив, долготрпелив на гнев, многу милостив и вистински. Искажува милост на илјадници, проштава опакост, греф и престап, но не остава неказнет виновник, туку ја казнува опакоста на татковците врз децата и на внучињата до 3-4 поколение. Забележуваме овде повеќе карактеристики на Божиот карактер. Може би највеќе ќе се осврнеме на неговата долготрпеливост и на неговата милост, за која што стана збори во пауката и некако на некој начин ќе се поклопи ова што ќе озборуваме со пауката која што ја имавме денеска. Бог е милостив и вели овде и многу милостив и долго трпелив, спор на гнев. Но уште и на крајот кажува и дека не остава неказнет виновник. Значи, колку и да е тоа трпение, долго трпение, сепак има некој крај. Ке преминеме сега во Излез 7 глава и ке се забавиме, ке се бавиме малку со 10 зла во Египет. Што мислите, која била целта на овие 10 зла? На многу милостивиот и долготрпеливиот Бог. Еве, самиот стих, 7.5, значи Излез 7 глава 5 стих, ни го дава одговорот. Господ имал 2 цели. Кога ќе ја протегнам својата рака на Египет и ги изведам израелците од нивната средина, тогаш египетците ќе сознаат дека јас сум Господ. Која била целта? Да Господ ги изведе, да го извади својот народ од Египет, тоа е првата цел. На втората која била? Да египетците го сознаат вистинскиот Бог. Знаете, тие верувале во многу богови, биле многу божци, а ништо од тоа не било Бог, во што верувале. Пример, речеме Дагон, богот риба, половина човек. Па не знам, и жабите им биле нешто посебно. Нил, реката Нил, за нив представувало се, буквално и така да го израмнувале на ниво на божество. Значи, Бог имал 2 цели. Покрај тоа што сакал да го извади својот народ, значи од веќе долгото робство во Египет, имал за цел и да го покаже својот лик, својот карактер и пред египетците. И еве, во склад на оно што го зборувавме, ако може некој од нив да се спаси, затоа што спознанието на единствениот Бог е што? Вечен живот, спасение. Значи, ако било само Божиот народ, то можел тој експресно да го направи. Не морал сега да едно зло, па друго, па трето, па четврто, па сите тие, целото тоа действие. Не морало ништо тоа се случува. Меѓутоа, имал една посебна цел и со египетците, египтјаните. Накратко кажано, можеме да кажеме дека Господ овде имал прилика и сакал да се справи со тврдоглавоста на фараонот. И додека ова ќе го разгледуваме, накратко, преиспитувајте се. Треба да се преиспитаме сите, од мене па тамо до крајот, за нашата тврдоглавост. Да. И како тоа Господ некојаш можеби во нашиот живот се справува со нашата тврдоглавост, односно примора.
Значи, одиме првин во 7 глава и читаме 20 и 21 стих. Ова е првото зло, првата казна. Мојсија и Арон направија како што им заповеда Господ. Арон го крена својот стап и пред очите на фараонот неговите службеници удри по водата во реката. Сета вода во реката се претвори во крв. Рибите псовисаа во реката. Каде е Дагон? Реката засмрди така што египетците не можеа да пијат вода од реката. Крв имаше низ целата египетска земја. Скокаме 24-25 стих. Сите египетци почнаа да копаат околу реката, барајки пивка вода, зашто не можеа да пијат вода од реката. И поминаа 7 дни откако Господ удри по реката. Да, ова е казна. Но, каде ја гледаме милоста Божја во сето ова? Па еве, последниот стих. Тоа траело 7 дена. Господ, ако сакал, може да трае многу повеќе. И 7 дена не е малку без вода, иако веројатно тие некако се снаоѓа, еве, копајки, може би покрај реката наоѓале некоја питка вода, меѓутоа не е било тоа. Казната траела 7 дена. Значи, Господ, внимавајте сега, не само код фараонот, туку кон целата нација, полека, но сигурно ќе го зголемува притисокот, само за да, ако може, ете, се спаси и фараонот и сите. Господ сака сите да ги спаси. Нели тоа го зборувавме. Еве не видовме неговата милост, значи во првото зло. Во 8 глава, од 8 до 10 стих, ќе читаме за второто зло, втората казна, со жабите. Значи се случило злото, жаби насекаде, по домовите, по улица, по секаде. Сега фараонот ги повика Мојсија и Арон и рече: молете го Господа да ги отстрани жабите од мене и од мојот народ, а јас ќе го пуштам народот да му принесе жртва на Господа. Видете, полека, но сигурно вниманието е свртено на фараонот кон вистинскиот и единствениот жив Бог. Тоа Господ и сака да го постигне. Мојсија му одговори на фараонот: чест нека ти е да ми одредиш, значи кога ти сакаш да се молам за тебе, за твоите службеници, за твојот народ, за да се отстранат жабите од тебе и од твоите домови и да останат во реката. И се малку зачудувачки, меѓутоа тој вика утре. Зошто не веднаш, ама како и да е. Имал прилика фараонот сам да реши кога Господ ќе ги тргне жабите. Значи, еве милоста Господова. Тој побарал и Господ му удоволил на неговото барање преку Мојсија и Арон. Зарем не е Господ милостив? Сето ова што го прави е за да го сврти вниманието од жабите, од тие нивни богови, од Дагон, од реката Нил, од се, кон вистинскиот Бог. Не били и тие некако дошле до спознание на вистинскиот Бог и не били тргнале по него да го следат. 17 стих, третата казна со комарците. И направија така, значи, како што кажа, Арон забавна со раката и стапот и удри по правот на почвата. Комарците се нафрлија врз луѓето и животните. Целиот прав на почвата се претвори во комарци по сета египетска земја. Ако можеме се тоа да го насликаме вака во нашиот ум. Колку ли тоа комарци биле? Знаме, во ова лето, на почетокот барем имаше проблем во Штип, може би и тука, пред да почнат оние прскања со комарци. Имаше проблем. И знаете како знаат тие животинчиња да бидат незгодни. Но и тоа не е ништо, тоа е мал ситен убод во споредба со стршлен. Зарем не? Не знам дали сте имале прилика некој што видите апнати од стршлен. Ако бидете апнати од повеќе, може и толку ќе биде. Стршленот е опасен. И сега Господ првин праќа комарец кој што е ситно, може да те има ситен убод, значи може едноставно ќе те чеше, ќе те не знам, ќе те сврби, освен ако некој е може би алергичен. И го зголемува притисокот. Следната казна е со стршлени. 8 глава од 20 до 23 стих да читаме. Тогаш Господ му рече на Мојсија: порани наутро, излези пред фараонот кога ќе тргне кон водата и речи му: Господ порачува вака, пушти го мојот народ да замине и да ми искаже почитување.
Ако не го пуштиш мојот народ, ќе пуштам стршлени на тебе, на твоите службеници, на твојот народ и на твоите домови. Сега при оваа казна има еден интересен момент. Египетските домови и самата почва ќе се исполнат со стршлени. Но во тој ден ќе го одделам гесенскиот крај. Зошто? Зашто таму бил Божиот народ. Во кој живее мојот народ, па таму нема да се појават стршлени, така да знаеш дека јас сум Господ во средиштето на земјата. И 23-тиот. Ќе ја направам таа разлика меѓу својот и твојот народ. Утре ќе биде тој знак. Повторно Господ е милостив, им дава време, период да размисли до утре. Утре ќе се случи тоа. И прилика да го осознае вистинскиот Бог, затоа што прави разлика, дистинкција меѓу својот народ, кај кој што нема ни едно стршленче, никаква трага од таа казна, а остатокот од земјата е исполнет со стршлени. Посилен убод. Дали некојаш можеме ние во својата тврдоглавост дозволуваме довде дори да стигнеме да ќе не удри еден шамар Господ, ама тој е веројатно слаб, не привлекува многу внимание. Како што овде не ги читаме тие стихови, меѓутоа фараонот не го послуша ни тоа, не обрна внимание ни на тоа, и затоа Господ мораше со следна казна. Не мораше да биде 10. Не мора така да биде ни со нас. Следува петото зло, петата казна, во 9 глава, поморот на добитокот, од 3 до 5 стих. Господовата рака ќе удри со страшен помор по твојот добиток што е во полето, по коњите, по ослиците, камилите, по крупниот и ситниот добиток. Господ ќе го разликува добитокот, повторно разлика, меѓу израелците и од добитокот на египетците, така што нема да настрада ништо што им припаѓа на израелците. И Господ вели го одреди и времето, велејќи утре. Повторно, Бог е милостив. Размисли, ако не се покаеш, ако не решиш да го пуштиш народот, еве до утре, ќе те снајде ова. Утре ќе го направи Господ, значи ова во земјата. И утре ден Господ така и направи, затоа што фараонот не попушти во својата тврдоглавост. И ова е првата, значи ова е веќе финансиски проблем. Египетците трпат голема штета. Но притисекот се зголемува, затоа што тврдоглавоста не попушта. Отоци, значи сега Господ ќе дозволи дури на нивните тела, на самите нив, на самите луѓе да, значи има отоци, да се јават отоци, 6-та казна со чиреви или отоци, и читаме од 8 и 9. Господ им рече на Мојсија и на Аарона, земете полни грстови пепел од печката, па Мојсија нека ја фрли пред фараоновите очи кон небото. Од тоа ќе стане ситен прав по сета египетска земја и ќе предизвика отоци и ќе создаде чиреви и на луѓето и на животните од едниот до другиот крај на Египет. Но фараонот не попушта во својата тврдоглавост. Затоа Господ оди понатаму. И сето ова е заради тоа што е милостив. Да, некојаш Господ е принуден на вакви мерки. Оти тврдоглавоста не е мала работа. Од 15 стих до 21 ќе читаме. 7-та казна. Град. И овде има едни интересни детали. Да ја спуштев својата рака и да ве удрев со помор, тебе и твојот народ ќе ве снемаше од земјата, вели Господ. Меѓутоа тоа не го сторив, туку сум милостив и кон вас. Ова го правам за да и вие ме осознаете, за да и вие се спасите. Те поштедив за да ја покажам својата сила и за да се објави моето име по целата земја. Ама ти се воздигнуваш премногу над мојот народ и му пречиш да замине. Утре, во ова доба, ќе пуштам, значи повторно утре, внимавајте, ќе пуштам толку страшен град, каков немаше во Египет, од кога е создаден до денес. Затоа нареди да го дотераат под покрив. Видите колко Господ е милостив, повторно. Претходно имаше помор на добитокот, а сега вели нареди да вашиот добиток го ставите под покрив и се што е надвор на отворено, се што ќе се најде надвор во полето, било човек, било животинче, ќе загине кога градот ќе запаѓа врз нив.
ако не бидат воведени внатре. И веќе почнало некое освестување, гледаме од следниот стих, кај некои од неговите службеници, па и кај самиот фараон. Фараоновите службеници, кои што се уплашија од Господовиот говор, ги дотераа внатре своите слуги и својот добиток. Тие што не се грижија за Господовата закана, ги оставија надвор и своите слуги и добитокот. И за жал не најдува ништо од нив. Они што безгрижно гледаа на тоа, си велеа, можеби, како фараонот, па кој е тој ваш Бог? Па јас не го знам. Еве имал прилика да го запознае многу добро. Имал прилика да се покае. 31 и 32 стих од истата глава, значи, тука сме уште кај таа казна со градот. Еве повторна милоста Божја. И овде се гледа. И така пропаднаа ленот и јачменот, зашто јачменот беше во клас, а ленот во цвет. Но пченицата и ршта не настрадаа, зашто беа подот снежни жита. Господ пак нешто им остави. Но затоа што тврдоглавоста не попушта и тоа што им го остави, сега ќе им го земе. Што е следното? 8 казна скакулците. И читаме од 3 до 5 во 10 глава. Така Мојсија и Арон отидоа при фараонот и му рекоа: Господ Бог на евреите порачува вака: до кога ќе одбиваш да се понизиш пред мене? Пушти го мојот народ да ми искаже почитување. Зашто ако не го пуштиш мојот народ, утре ќе доведам скакулци во твојата земја, така ќе ја покријат површината, што земјата нема да се гледа од нив, ќе го изедат она што ви остана по градот. И ќе ви ги оголат сите дрвја што растат во полето. И така и се случи, за жал, затоа што тврдоглавоста не попушта. Колку е Господ милостив, но и она што спомене, долго трпелив, зарем ова не е трпение. Мислам, тој трпел 430 години, и египетците ги трпели, и својот народ го трпел. Толку трајало робството. Не конкретно 430 под Египет, меѓутоа знаете, еднаш зборувавме на таа тема. Како и да е, тоа се многу години, многу долг период. Долго трпелив е нашиот Господ. И следи во деветата казна, во истата глава, читаме од 22 и 23 стих, деветото зло, деветата казна, кој што било едно предупредување големо за последното и најголемото зло. 22 и 23. Мојсей ја протегна раката кон небото и се спушти густа темнина на цета египетска земја. Траеше 3 дни. Еве, Господ е пак милост. 3 дни. Господ го порази нивниот врховен Бог. Сонцето. 3 дена темнина. 3 дни луѓето не можеа да се видат еден со друг. Замисли каква е таа темнина. И никој не се помрдна од своето место. А во местата кај што живеа израелците, внимавајте, блескаше светлина. Да, светлината. Ние сме светлината на светот, Божјата црква. Повторно Господ прави дистинкција, злата се само врз египетците. Дали ќе има освестување после ова? За жал нема. Не се кае фараонот и на своја душа носи и цела нација, цел народ. Се уште останува тврд, не го пушта Божиот народ. Кој е тој Бог? Имал прилика доволно да го запознае, да свати неговата милост, иако овие ги гледаме како казни, меѓутоа овде се гледа и Божјата милост. Бог е милостив пред се, но и не остава неказнет виновник. И доаѓа 10-то зло, 10-та казна, за кое што читаме во 10-та глава. Поморот на првородените. Се извинувам, во 12 глава е тоа. Во 11 глава е самиот гибел, меѓутоа ќе читаме од 12 глава стихови, од 12 до 14 стих. Главната поента која што е: имено во таа ноќ јас ќе тргнам низ египетската земја, вели Господ, и ќе ги погубам сите првороденци во египетската земја и на човекот и на животното. Јас, Господ, ќе ги казнам сите египетски божества.
И што им порачува на својот народ? Крвта нека ги означува куќите во кои ќе бидете вие. Значи, требало јагне да се заколе и со крвта да се намачка надвратникот и двата довратника. И тоа ќе биде знак да ангелот, погубител, ги одмине тие домови каде што бил знакот со крвта. Значи, крвта нека ги означува куќите во кои ќе бидете вие, каде и да забележав крв, ќе поминам покрај вас, така вие ќе го избегнете поморот, кога ќе се нафрлам врз египетската земја. Тој ден нека ми биде спомен ден. Славете го како празник во чест на Господа. Празнувате го како вечен закон од колено до колено. Ова е воспоставањето на Паската. Како единствено можел човек да се спаси, односно првороденците да бидат спасени? Само преку овој знак, преку крвта на јагнето. Милоста и спасението преку крвта на јагнето. И што се случило овде? Не само израелците, сепак, слава на Господа, да, фараонот не попуштил. Меѓутоа, мнозина, Елен Вајд вели во еден свој цитат и во Патриаршски пророци, а мислам дека е и во тамо во библискиот коментар, дека многу египетци го послушале ова и побарале да бидат примени во домовите на израелците, во оние домови кои што биле одбележани со крвта на јагнето. И биле спасени нивните првороденци пред се, и тргнале заедно со израелците веќе таа вечер. И следниот ден биле на пат со нив. И еве, за тоа имаме докази во таа иста 12 глава, 37-38 стих. Значи 12 глава, 37-38. Така израелците тргнаа од Рамзес кон Сохкот, беа околу 600.000 пешаци, освен жените и децата. Затоа отприлike велиме 2 милиона, колку наша Македонија. А многу и друг свет тргна со нив. И многу добиток, крупен и ситен. Еве колку Господ е милостив, еве колку Господ е долго трпелив. Ете, со тврдоглавост некојаш мора и вакви мерки да презема, но ете, не е залудно. Господ сепак успел да го сврти вниманието кон себе и да мнозини од египетците, ние сме незнабожците, ние сме тие кои што сме го прифатиле Христа, ние сме египетците, ако така сакате, или грците, под наводници. Да не почнете да ме мавајте сега. Грците во онаа смисла, како што каже Јани, сите незнабожци, како што евреите ги нарекувале. И ова избавување и на израелците, и на египетците било возможено. И на нас денеска е возможено со смртта на еден друг првороден. И сите многу добро знаеме кој. Исус Христос како првороден е единороден на нашиот Господ. Заради неговата смрт, заради неговата крв, нас погибелта ќе не одмине. Само ние треба да се покаеме, затоа што пред нас е и чинот на понизност и светата вечера, да се покаеме и да ја тргнеме таа тврдоглавост од нас, ако се уште постои. Дали кон нашиот брат или сестра, нешто сме сгрешиле, кон што и да е, еве тврдоглавоста кон што води, гледаме резултатите. Го мачиме, да не кажам така, Господа, да превзема мерки кои што не му се мили, не сака да ги превзема, но се со цел да не доведе кај себе, да не освести, да не спаси. Јас верувам дека сите ние кои што дојдовме денеска, ја оставивме тврдоглавоста, ја оставивме горделивоста за нас и сме тука да се понизиме, понизно да пристапиме, да го обновиме заветот, да повторно ја прифатиме Христовата жртва и го признаеме Господа како единствен и жив Бог, во кого е спасението. По милост преку вера се спасуваме. Нека му е слава и фала на Господа за спасението. Амин.